Рачно изработени свеќи кои што даваат топлина, допир и елеганција буквално за секоја пригода. Наташа и Теона се мајка и ќерка кои што стојат зад овие прекрасни рачно изработени свеќи кои што се навистина шират преубав мирис и буквално треба да ги има во секој дом. Ова утро Теона оправдано отсутна, но ние ќе имаме можност да разговараме со незината мајка Наташа, која што исто така е задолжена за изработката на овие свеќи. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро и вам и ви благодарам за моменталната посета. Се надевам дека ќе бидеме задоволни од целото интервју. Да, навистина преубави свеќа, она што го забележав, нели, само што пристигнавме, тука е миризбата која што се шири. Како дојдовте вие до идејата, како започна оваа целата приказна на рачно изработени свеќи? Најнапред пред се морам, да го истакнам раководството на Ситимол, кој што ни ја дава можноста за да ние како ракотворци се изложиме овдека како општествена одговорна организација и ни доставува можност на вакви базари кои што сега моментално се присутни околу 34 ракотворци во рок од неколку дена, така да се изразиме на она што нам ни е како љубов. Како започна сето тоа? Започна со една мала приказна, пошто ние потекнуваме од фамилијата ни е уметничка фамилија, татко ми беше вајар, и имавме доста материјали кои што воедно го имавме и восок од дома. И Теона, цела нејзина желба беше да тој восок се манифестира во нешто што може да го биде употребливо. Тргна првен со низините свеќички за домашна употреба и полека по подарочиња за другарки, за ова се развика како еден мал бизнис. Единствено нешто што она најмногу го сакаше да биде уникатна, да не биде во тие стаклени, да речеме, купени некои производи, него сами да си ги изработуваме калапчињата, како што гледате се од гипс. Пробуваме да најдеме и дополнителни материјали кои што ќе ги усовршиме здравје понатака. Сепак сменили почетник. 2 години веќе, пред 3 дена ни беше вториот роден ден, така да навистина се трудиме да таа низина љубов од хоби прерасне во нешто што ќе биде здравје понатака, идна идеја која што веќе си ја има замислена. Да, покрај тоа што свеќата е рачна изработка, нели и пакувањето е рачна изработка, односно е 100% целиот производ рачна изработка. Има навистина многу видови на свеќи, какви се ароми има во вашиот асортиман? Најмногу веќе се над 15 производи, да речеме, со различни мириси. Доминираат свежите аромати, дефинитивно, затоа што сепак ние сакаме свежина во нашиот дом. Најчесто е трева, лимонова трева, чедар вуд, чедар дрво се извинувам, исто така пеперминт, минта, има разни кои сакат цветните аранжмани, ги имаме и цветните. Беа во Јапан со другата ќерка, па донесоа исто така од тие нивните јапонски цреши мириси, така да ги користиме сите тие мириси во согласно со секој мирис своја приказна. Комбинацијата не е само мирисни стави, него комбинацијата е баш соодветно направена со долг тек на процес на она соодветно што сакате она. Сепак ја нагласам Теона да го изведе како мирис. Да, во никоја следна прилика ќе имаме можност да запознаеме и Теона. Има навистина свеќа која што е за наутро, свеќа за after work, за после работа, да не опуштени или свеќа за вечерните моменти, мигови
кругови кога седиме нели дали со партнерите или со пријателите, со гостите, каков е начинот на изработка на свеќите? Начинот на изработка започнува првен со гипсините калапи. Значи ги изработуваме гипсините калапи со тоа што треба да се суша, да речеме, зависи од надворишната температура 1 до 2 дена. Потоа доаѓа прскањето на самите калапи во боја соодветна на, да речеме, за која пригода. Еве, сега моментално, затоа што, да речеме, Свети Трифон или Валентайн Деј, зависи кој како го слави, доминира црвената, белата боја, кремот и црната во согласност од потребите на купувачите. Потоа оди восокот. Восокот се растопува на одредена температура која што со улјињата, односно маслата кои што треба да се става, треба да бидат на 62 степени максимум за да се спојат. Доаѓа точењето. Кога ќе се гледате дека користиме специјални дрвени фекилчиња, не се оние статични, нели како конопче, него буквално да се долови моментот на потскитање на дрвото, на топлина, на правата свеќа со дрвцето кое што доаѓа после тоа до спојување на калапот со восокот, значи самиот калап да добие мирис, затоа што сепак се фарбани, тоа мора да пресуши и самиот калап да го добие соодветниот мирис, значи некаде околу 4 дена максимум е целиот процес, со тоа што веќе понатака може веќе на дистрибуција. Да, има навистина голем избор на мириси и ароми кои што се шират овде. Каде се можат да ве најдат еве луѓето? Често сте на некој од базарите, но како можат да ве исконтактираат? Најчесто се рекламираме преку Инстаграм и Фејсбук. Мислам најчесто сите ние што сме ракотворци, така да можат лесно да не најдат преку Walks and Week Инстаграм страната и во секое време, пошто доставуваме и лично Скопје како лични доставувачи или преку карго, така да во секое време може да не добијат. И за било кој мирис и што сакаат можеме да им спакуваме, затоа што пакувањата идат како цели пакувања, единечни или во тројка. Да, еве и ние нели како дел од промоцијата да ве запознаат луѓето повеќе. Јас ви посакувам успешна работа во иднина и да ви се остварат нели сите оние цели кои што ги имате зацртано заедно со вашата ќерка Теона. Ви благодарам многу и за таа пригода, баш ќерка ми и вашата колешка, заедно со The Perfect Pink Cosmetic. Тоа се две другарки, тимот на Perfect Pink Cosmetic и Теона. Си се најдобри другарки кои што изработуваат тие косметика, ние свеќи, па така во колаборација знаеме заеднички да си помагаме сите. Така да, повелете. Така, секогаш поддршката за оние кои што прават ракотворби, да, кои што макотрпно нели се вложуваат во нешто да направат уникатно и да придонесат за заедницата, секогаш и ние сме нели тука за поддршка. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш. Фала.